3 години посветено работиме во интерес на сите граѓани во општина Газибала. Сите овие години сериозно пристапуваме за решавање на секој проблем, ја реализиравме секоја сугестија и предлог кој ни е посочен од граѓаните. Заеднички најдовме решение за клучните проблеми кои што со децении беа заборавени, а неопходно за нормално функционирање на населените места. Дадовме се од себе и вложивме секаде каде што беше потребно. Не изоставивме ниту едно населено место, градевме плански, без селекција. Посветени на Газибала во овие 3 години, со средства на општината и владата изградивме и реконструиравме вкупно 80 улици во должина од 51 км. Само ова година ја започнавме изградбата на локалниот пат од Срачинце до Виниче во должина од 2 км, локалниот пат во Булачени од основното училиште до викенд населбата во должина од 1100 метри. Веќе се работи и на асфалтирање на патот Раштак-Бутел, кој сега е проширен и безбеден за учесниците во сообраќајот во должина од 5 км. Се заврши реконструкцијата и на улицата Фуштанска во должина од 1200 метри. Со средства на градот Скопје се реконструира улицата Благоја Стевковски во незината втора фаза, а започна и реконструкцијата на трета фаза од старата млекара во Маџари до рампа во Хиподром. Со посветена работа за релативно кратко време успеавме да го реконструираме влезот во Скопје, булеварот Александар Македонски во должина од 5,2 км во двата правца. Посветено решаваме деценijски проблем на граѓаните. За 3 години изградивме повеќе од 20.000 метри водоводна и канализациона мрежа во повеќе населени места. Јурумлери и Трубарево добија канализациона мрежа, каде сега работиме на приклучоци на домаќинствата. Во Јурумлери веќе започна изградба на вториот крак од вакуум канализацијата со изградба на пречистителна станица. Во Раштак и Булачени се градеше водоводна мрежа, каде веќе работиме на поставување на водомери и приклучоци кон мрежата на домаќинствата. Ова година ја започнавме изградбата на фекалната канализација и за населеното место Гоце Делчев, а наскоро започнува изградба на фекалната канализација во Смилковци. Со средства на Скопски планскиот регион ја започнавме и ја завршивме првата фаза од изградбата на новиот плоштад во Синглич. Нашата работа ја посветивме во плански развој на општината, подготвувајќи урбанистички планови кои долгорочно планираат идеен развој на општината. Подготвивме вкупно 49 урбанистички планови, од кои 11 се донесени, а 39 во постапка. Овие урбанистички планови се носат за сите населени места, каде сите овие години воопшто и не биле подготвени. Со ова им се излегува во пресред на граѓаните во сите населени места за плански развој на секое населено место. Образованието беше еден од секторите каде што вложивме многу, посветувајќи се да обезбедиме подобри услови за учење на нашите деца. Конечно, учениците на основното училиште Вера Јоцич добија нова спортска сала. Поставени се 115 смарт табли кои овозможуваат модерна интерактивна настава. Ова година работиме на поставување на нова енергетска фасада на основното училиште Крум Тошев, изградба на ново спортско игралиште и реконструкција на кровот во основното училиште Његош. Целосно се изврши молирисување на училиштата Дане Крапчев, Наум Наумовски Борче и 25 мај. Уште од почетокот се посветивме на решавање на проблемот со слабиот капацитет за сместување на децата
во детските градинки. Со поддршка на владата ги проширивме и опремивме градинките Калинка во Железара и Морковче во Јурумлери, а нова градинка започнавме да градиме во Стајковци, отварајќи нови 220 места. Ова година работевме на реконструкција на подовите во градинките Темјанушка и Синоличка, реконструкција на тоалетите во објектите Мимоза, Сончоглед и Темјанушка и Детелинка. Извршивме замена на прозорите и вратите во објектот Пони, а започна и реконструкција на кујната во градинката Детска радост. Даваме поддршка и за спортот и за обезбедување на се повеќе детски катчиња. Изградивме биатлон патека, реконструиравме 22 детски и 15 спортски игралишта, овозможувајќи на младите и децата да се повеќе време надвор и активно во текот на денот. За рекреативците пак изградивме 10.300 метри квадратни пешачки патеки и заедно со градот Скопје 2880 метри велосипедска патека. Конечно, Ченто и Маџари се поврзуваат со велосипедска патека на булеварот Александар Македонски. Наскоро започнува реализацијата на проектот за изградба на пешачка и велосипедска патека поред реката Вардар од Мерцедес кон Јурумлери. Посветено работиме и на животната средина. Вложуваме во раззеленување на што повеќе површини, изградивме нови паркови и уредивме 8250 метри квадратни и јавни зелени површини, со што полека стануваме зелена општина. Во пресред на роденденот на општината засадивме 205 јавори на повеќе локации во општината, а во текот на годината засадивме повеќе од 200 садници на повеќе јавни површини и паркови во општината. Втор пат за 2 години набавуваме нови заштитни униформи за вработените во јавното комунално предпријатие Газибава, а секоја година набавуваме нова опрема за предпријатието, како косилки, тримели, телескопи. За 3 години со посветена работа успеавме да станеме и најпривлечна општина за нови инвестиции. Досега својот бизнис на наша територија го проширија 9 нови инвестиции кои отворија повеќе од 1000 нови работни места кои директно влијат врз намалувањето на невработеноста во нашата општина. Ова година се соочивме и со најголемата здравствена криза, која за жал не одмина ниту нас и која се уште трае. Пандемијата од COVID-19 предизвика запирање или целосно одлагање на повеќе планирани проекти за ова година, како и културни и спортски настани. Дел од средствата на општината веднаш беа пренаменети во борба со овој вирус, но сепак ние не се откажуваме. Посветено и со добро менаџирање завршивме дел од планираното, а започнавме и нови проекти. Како општина, меѓу првите формиравме општински кризен штаб, кој и на почетокот, но и сега ја следи дневно состојбата и презема активности за заштита на населението. Извршивме прераспределување на вработените во јавното комунално предпријатие Газибава, формирајќи посебни тимови за дезинфекција. Ги следевме препораките на владата и Министерството за здравство, спроведувајќи ги на терен донесените уредби за ефикасна борба во COVID-19. Времено беа донесени решенија за затварање на сточниот пазар, автопазарот и бувљак пазарок. Донесена беше одлуката за редуцирање на работата за пазарите, кои работеа со посебни протоколи за заштита на здравјето на граѓаните. Секојдневно вршивме машински и рачно чистење и дезинфекција на улиците, јавните површини и урбаната опрема, спортските и детските игралишта во општината. Редовно се дезинфицираат сите стамбени објекти, како и домови на лица кои беа заболени од вирусот.
Со одлука на кризниот штаб на општината поставени беа 4 пунктови за автоматско дезинфицирање на возилата. Редовно се дезинфицираат сите верски објекти и објекти од посебна важност на општината. Бевме прва општина која уште во месец јули започна со подготовка на протоколите за безбеден старт на учебната година на училиштата за време на пандемија. Се посветивме максимално на секој детаљ што ќе им возможи непречено да функционираат како децата, така и просветниот кадар. Станавме прва општина која целосно беше подготвена за почетокот на сите 11 основни училишта и двете детски градинки со сите 11 објекти уште на 1 септември. Од отварањето на основните училишта и детски градинки вршиме секој дневна и викенд дезинфекција на сите објекти. Советот на општината донесе одлука со која ја укина партиципацијата за детските градинки во кризните месеци, помагајќи им директно на родителите, ослободувајќи ги од дополнителни трошоци за време на криза. Единствена општина сме што обезбедивме околу 900 таблети за сите деца од ранливите категории и за учениците кои потекнуваат од повеќе члено семејство, за да можат без проблем да ја следат онлайн наставата. Со тоа целосно го заокруживме процесот за безбеден и еднаков пристап во образованието во време на пандемија за сите деца. Општина Газибаба 3 години посветено креира успешна реалност за граѓаните од сите населени места. Во наредниот период се посветуваме за изградба на новата спортска сала во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, како изградба на нова училишна зграда во основното училиште Крстен и Сирков. Ке започне изградбата на дневниот центар за деца со посебни потреби и сензорна соба, изградба на фекална канализација во Црешево и Смилковци. Посветено ќе работиме на новата градинка во Кераменица, но и подобрување на условите во ова населба, која преку новиот детален урбанистички план треба да прерасне во нова модерна населба, а веќе се работи и на изградба на новиот мост и булевар Асном, кој ќе ги поврзува општините Газибаба, Аердром и Центар. Си земаме за обврска да ги затвориме и прашањата со целосно завршување на инфраструктурата во новата населба Хиподром 2. Ова се само дел од капиталните проекти кои ни престојат во наредниот период. Продолжуваме заедно да работиме посветено на Газибаба. Изминативе 3 години покажавме дека работиме посветено за секој наш сограѓанин. Не ги делиме и нема да ги делиме нашите граѓани по етничка, верска, политичка или било која друга основа. Подавам рака кон сите. Придружете ми се, бидејќи за Газибаба се работи.